Драчево е најголемото жариште на епидемијата на Западен Нил, барем судејќи според досега потврдените случаи. Една од најголемите причини за загриженост е токму застоената вода која може да се види на јавните површини тука, како што е случајот со овој канал. Тука се создаваат соодветни услови за размножување на комарците што го пренесуваат вирусот. На состојбата влијае и близината на Маркова река која на делови им нуди слични услови на инсектите, исто како и длабоките одводни канали околу населбата. Жителите на Драчево велат дека и покрај прскањето комарци има. Дел стравуваат и за своето, но повеќе за здравјето на дечињата, бидејќи знаат за нивните сограѓани кои поради тешка форма на болеста завршија во болница. Комарци цел живот не касаат, ама паков комарец може до смрт да предизвика. До сега немало Драчево, али не дај Боже. Луѓето се испаничени. Сега има и хоспитализирани загрижени ли сте поради состојбата? Па да. Да, посебно за малите деца, пошто со две дечиња сме мали. И се обидуваме, се мачкаме со аутани и вака. Ми како си седиме дома, не испаѓаме нигде. Сега моравме да испаднеме надвор. Страх имате? Не, јас немам страх. Па има страф, има паника, има и поише комарци од лани. Прскаат со авионот, ама има. Некои од жителите сметаат дека неопходни се и дополнителни мерки за да се заштитат граѓаните, особено во поризичните области. Малецката толкави меури има на рачињата, се чеша. Многу и ми е страв, нормално дека треба нешто владата да преземи мерки. Инаку тие можда прскаат, ама не соодветен некој препарат, кој они се адаптирале веќе комарците, не се трујат. Нормално треба општината, градот Скопје, државата да преземе мерки, ова не е шала. Во Драчево повторно ќе се прска од копно, потврдуваат од Центарот за јавно здравје. Од општина Кисела Вода велат дека третото прскање ќе се реализира во периодот од 22 до 24 часот вечерва, при што со специјализирано возило ќе се действува против возрастните комарци, а препораката до граѓаните е во овој период да ги затворат вратите и прозорците од своите домови. Во меѓувреме, од инфективната клиника за Канал 5 потврдуваат дека има нови пациенти со воспаление на мозокот и мозочните обвивки, кои се примени во болница. Дел не се од Скопје, но кај нив се уште не е потврден вирусот, па за сега остануваат 30-тина, кај кои со тестови е детектиран Западен Нил. Од нив во моментот 20 се хоспитализирани, а 5 се во критична состојба на респиратор. Сите се повозрасни, со дополнителни хронични болести.